Тука сме со Славе Младеновски, председател на Комората на медиатори. Со него ќе разговараме со некои теми кои се особено важни за граѓаните, за процесот на медиација, што тоа значи и што се случува на ова поле. Господине Младеновски, бевте тука во ова студио пред околу месечини 2 години. Тогаш зборувавме за медиацијата која тогаш беше процесот во зачеток. Сега кажете ми, после 2 години, што се случува? Благодарам за поканата на телевизија 24 да ги соопштам новините што ги направи Комората на медиатори на Република Северна Македонија во овие изминати 2 години. Во поглед на промоцијата на медиацијата и нејзино етаблирање во Република Северна Македонија можам да го истакнам следново. Медиацијата за прв пат во еден официјален државен документ стана дел од реформите. Станува збор за стратегијата за реформа на правосудниот систем. Исто така, Комората за прв пат потпиша договор со владата на Република Северна Македонија за меморандум за соработка, со кој двете страни се заложуваат да ја вршат промоцијата на медиацијата, а од пред неколку дена владата донесе заклучок со кој што им препорачува на јавниот сектор, значи органите на државната управа, јавните предпријатија и сите субјекти на некој начин што се поврзани со државата, да ја користат медиацијата како постапка во решавањето на споровите. Ова значи, со други зборови, голема, да не речам огромна заштеда од буџетот на Република Северна Македонија од причини заради тоа што долгите судски постапки знаат да нанесат големи издатоци во водењето на судската постапка. Да, кажете ми за време на овие 2 години колку спорови се влезени во процедура, колку се решени, имате ли податоци? Да, податоците се од Министерството за правда, а јас ќе се обидам да ја парафразирам министерката за правда Рената Десковска, која на првата европска конференција во Скопје на тема медиацијата и бизнисот ги соопшти податоците и рече дека од 2006 година, кога прв пат бил донесен законот за медиација, до 2016 имало околу 100 предмети. Од 2017, кога ние сме формирани како Комора на медиатори, што поседуваме лиценца, рече дека 1346 предмети се процесуирани во постапка на медиација, а сега според моје мислење мислам дека тој број е поголем, односно ќе биде поголем до крајот на годината од 2000 предмети. Да, медиацијата всушност значи вонсудско решавање на споровите, значи спорот да не дојде на суд, да не дојде до пресуда, да нема оштетена страна, условно кажано. Кажете ми, дали граѓаните се доволно запознаени со оваа можност пред се? Кога би правеле споредба за тоа колку се информирани граѓаните, можам да кажам две работи. Прво, до моментот пред да биде донесен законот од 2013 година, многу малку населението во Република Македонија знаеше што е медиација. Со донесувањето на законот во 2013 година и со можноста кои беа предвидени тие решенија во законот и со формирањето на нашата комора, се случи одреден сериозен исчекор, како што тогаш и ветивме пред јавноста и пред представниците, односно членовите на комората, дека сакаме Република Македонија да биде лидер во водењето на постапките на медиација. Сега можам да речам дека добар дел од сегментираната јавност веќе знае што е медиацијата. За ова, како потврда, ќе се повикам на нашиот договор за пристапување членство во Сојузот на стопанските комори. Таму сме 34-та членка, што значи дека во најголемата деловна мрежа во Република Македонија, која брои 20.000 членови, ние сме 34-та членка со 42 медиатори. Пораката што сакаме да испратиме до сите бизнисмени, не само во Сојузот на стопанските комори, туку бизнисмените во Република Северна Македонија, е дека ние им стоиме на располагање во насока на решавање на споровите. Ова го кажувам од причини заради тоа што и во изминатиот период неколку работи што ги направивме, почувствувавме дека веќе одредени категории од населението се информирани, меѓутоа големиот број од населението, поголемиот дел од граѓаните, пред се тука мислам на земјоделците, на малите стопанственици и други, послабо се запознаени со медиацијата.
Значи треба да се работи повеќе на тоа. Поле, кажете ми, можеби јавноста и не е доволно запознаена дека медиацијата е дел и од правосудните реформи, таа е влезена и во европскиот извештај, нотирана е. Дали вие соработувате и на меѓународно поле со други организации, како да се подобри сликата за медиацијата, ете и во европскиот извештај? Наредната задача што ја постави комората пред себе е подобрување на оцената од извештајот на Европската комисија, каде што главно досега беше реченицата парафразирана дека нема напредок на планот на медиацијата. Во наредниот период нашите активности ќе бидат сконцентрирани во делот на промена на оцената за медиацијата во Република Македонија, од причини како што веќе ја спомнав, првата европска конференција на која учествува представници медиатори од 6 држави на Европа: Швајцарија, Италија, Грција, Романија, Хрватска, Босна и Херцеговина и најважната Холандија, на која што конференција ние со сите представници подпишавме меморандуми за соработка. Во наредниот период ни е идејата да го подпишеме меморандумот за соработка со Меѓународниот институт за медиација со седиште во Хаг и со тоа практично Република Македонија, односно Комората на медиатори, да етаблираме и во овој дел. Ова е многу битно заради тоа што тоа е поврзано со директивите на Европската комисија за медиација за граѓански и трговски спорови од 2008 година и директивата за медиација во потрошувачки спорови, за кои што ние всушност се рефлектираме како држава и претендираме тие спорови пред се да се решават во постапка на медиација. Да, господине Бланденовски, ви благодарам за ова гостување. Се надевам дека до следното ќе имаме уште еден пресек и уште поголем напредок на ова поле. Благодарам на телевизија 24 за можноста да ги кажеме овие новини и се надеваме дека ќе ги израдуваме и граѓаните и приватниот и јавниот сектор на планот на решавање на споровите со медиација. Да.